Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Домашниот туристички сектор треба постојано да се подобрува. Научници, професори и експерти бараат решение за прекин на руско-украинскиот конфликт. Пазарете со мерак во новиот Ниса маркет во населба Видобишта. Неколку дена посебен режим на сообраќај во Охрид. Компјутерска грешка неколку часа ги парализираше аеродромите во Швајцарија. Ги погледнавме кратките најави. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по свежото утро и утринските температури кои што беа во опаѓање, во текот на денот претежно сончево и топло време со максимални дневни температури до 24 степен. Во текот на денот имавме сончево и топло време. Во текот на ноќта, среда кон четврток, претежно ведро време со локална облачност и свежо време. Во четврток над југозападна, западна како и северозападна Европа претежно сончево време, а претежно сончево време со локална облачност се очекува и во северна и југоисточна Европа. Во останатите предели, умерено облачно време со услови на локални врнежи од дожд. Утре на Балканскиот полуостров претежно сончево време со локална облачност и потопло време. Во крајните северни предели со услови на врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат од 26 до 32 степен. Во Македонија во четврток по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 8 до 16 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и малку потопло време. Ќе дува слаб североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 10 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 24 односно 32 степен. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во четврток ќе преовладува сончево и топло време, слаб североисточен ветер, минималната температура од 12 степени, додека дневната ќе достигне до 26 степени. Во петок и сабота претежно сончево време со појава на локална облачност и топло време со температура од 27 односно до 25 степени. Во недела претежно сончево и топло со максимални 27 степени. Ново во Охрид. Во центарот на градот на 300 метри квадратни и луксузен амбиент. Најдоброто место за забава. Свечено отворање и голема журка со нокаут во петок на 17 јуни. Од Астра за Охрид. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Ариел Поц 60 во 1, Ариел Тол од 8 кг или Ариел Окси 7,2 кг за 779 денари. Канди Милк Чоко 250 грама 89 денари. Септона антибактериски влажни марамици 95 денари. Нескафе 250 мл 64 денари. Реплей 125 грама 40 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Струга добива своја ДМ дрогерија. Во четврток на 16 јуни на улица Маршал Тито број 1. Бидете дел од големото отворање на првата ДМ дрогерија во Струга. Ве очекуваме на одлична дружба и незаборавен шопинг со попусти од 15% на апсолутно се и на веќе намалените производи. Акцијата важи до 18 јуни. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Домашниот туристички сектор треба постојано да се подобрува. Се предлага правилно користење на дигиталната технологија, но и нови законски измени. Решение има кои час поскоро треба да се имплементираат. Туристичкиот сектор треба постојано да се развива и подобрува. Знаењето и примената на дигиталната технологија во туристичкиот пазар носат подобри резултати во работата, напоменува професор доктор Цветко Андреевски од Охридскиот факултет за туризам и угостителство. Покрај правилното користење на дигиталната технологија во одредени сегменти се наметнува и потребата од нови законски измени. Треба да сме свесни дека постојат начини за да го напредуваме домашниот туризам. Залудно е ако имаме најсовремена технологија која не ја користиме или не знаеме како да ја употребиме. Тогаш нема да ги користиме нејзините предности, подвлекува професор доктор Андреевски. Голем дел од туристичко-угостителскиот сектор е дигитализиран, но сепак треба да се подобрат некои сегменти, подвлекува Андреевски. Она што фали е обработка на сите оние податоци кои што дневно доаѓаат на сите тие портали. Сите хотели користат резервацијски системи, сите користат дигитална комуникација со нивните туроператори, меѓутоа дали она повратна врска на давање рецензии од страна на гостите и од туроператорите се анализира на соодветен начин како што тоа се прави, да речеме, во развиените хотелски ланци. Тоа се оние нови технологии кои што треба да бидеме свесни дека постојат и не само дека постојат, туку на кој начин треба да се користат. Евиденцијата на туристичкиот промет и бројот на туристите се слабите страни во туризмот. За да се подобри евиденцијата на гостите и прометот требаат законски измени. Предлозите се дадени, а на потек е Министерството за економија. Моје мислење е дека треба да се направат промени во Законот за угостителска дејност, каде што ќе се овозможи на поедноставен да се пријавуваат, на поедноставен начин да се пријавуваат гостите и да се уреди висината на туристичката такса што ја плаќа, зашто до ден денес иста туристичка такса плаќаат од приватни станоиздавачи со неколку кревети до хотели со 200 соби, така натаму.
Значи, имаме во тој дел проблеми кои што треба и може да се надминат. Во студијата за развој на туризмот, изготвена од Факултетот за туризам и угостителство, има дискрепанца во анализата на приходите кои се остваруваат од туристичката такса и од бројот на пријавени туристи. Постојат решенија и треба час поскоро да се најде начин за имплементирање на најоптималните солуции. Интернационална конференција Дигитално граѓанско општество на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. На конференцијата свој излагање ќе имаат експерти од 5 земји: Шпанија, Италија, Хрватска, Србија и Македонија. 17 говорници меѓу универзитетски професори, основачи на бизниси и медиуми, раководители на стартапи, представници на непрофитни организации, ке зборуваат на теми како дигитализацијата, виртуелната реалност, креативноста во служба на креирање социјални промени, визуелно раскажување приказни социјални иновации, како апликации, софтверски решенија и електронски продавници. Овој настан се организира во рамки на проектот Синет, социјална иновацијска мрежа, подржан од програмата Европа за граѓаните, спроведуван од пораканува во соработка со општина Охрид. И од Средното економско училиште Свети Кирил и Методи со информација до учениците кои поради технички причини не успеале да се пријават електронски за упис во прва година во предвидениот временски рок. Од училишната комисија информираат дека тие ќе го спроведат аплицирањето во системот. Учениците кои не успеале да аплицираат треба да ги достават документите во училиштето Свети Кирил и Методи на ден 15 јуни од 15 до 19 часот, на 16 јуни од 12 до 19 часот и на 17 јуни од 7 до 19 часот. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков денеска оствари работна средба со амбасадорот на Република Босна и Херцеговина во земјава Драган Јакимовиќ. Амбасадорот на Република Босна и Херцеговина во земјава Драган Јакимовиќ во посета на општина Охрид. На средбата се разговараше за статусот на Охрид во УНЕСКО, при што градоначалникот Пецаков укажа дека се работи на надминување на забелешките што претходно беа дадени од Националната комисија на организацијата, а беше упатена и благодарност до амбасадорот за досегашните негови заложби градот да не биде тргнат од листата на светско природно и културно наследство. На средбата се разговараше и за обновување на иницијативата за олеснување на патувањата меѓу двете земји, првенствено преку воспоставување директни авионски линии. Чартер летовите во летниот период би допринеле во зголемување на бројот на босански туристи на Охридската ривиера, информираат од локалната. Соговорниците разговараа за неопходноста од поголема промоција на Охрид на меѓународен план како најголем туристички центар во земјава. Заеднички беше заклучено дека на градов му е потребен олимписки центар за млади кој би функционирал преку цела година, а за чие отварање би се заложиле двете страни. Денеска и утре посебни безбедносни мерки кај каналот студенчишта поради реализација на 15-тата конференција на началниците на генерал штабовите на армиите од балканските земји, а од утре 16 до 18 јуни посебен режим на сообраќај поради реализација на самитот Преспа форум Диалог 2022 кој се одржува во Охрид. Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај од Охрид интензивно презема мерки за сообраќајно обезбедување, контрола и регулирање на сообраќајот, пред се по булеварот Туристичка, но и по другите патишта и сообраќајници, каде не е дозволено запирање или паркирање на моторни возила и каде се врши непречено пропуштање на возилата со приоритет, наменети за обезбедување личности. Воедно сообраќајното обезбедување ги опфаќа и останатите магистрални, регионални и локални патишта, како и заштитниот појас на патиштата, заедно со улиците во населените места и паркиралиштата, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Научници, професори и експерти бараат решение за прекин на руско-украинскиот конфликт. Според експертите кои се дел од втората Европска конференција за религии, војната во Украина не е само економска и политичка, туку и етничка и религиозна. На дебатата во Струга учествуваат и научници од Русија и од Украина. Научната фела бара начин за помирување и прекин на војната во Украина. Експертите сметаат дека во војниот конфликт меѓу Русија и Украина има повеќе религиски елементи. Тие уште на првата Европска конференција за религии во 2019 година предвидоа дека следна е руско-украинска криза, која не е само економска и политичка, туку етничка и религиозна.
Да видиме улогата на религијата во градење на мирот, дали може религијата да помогне во градење на мирот. По мене, војната во Украина е битка за Бога, таа има религиски елементи дефинитивно, но ние се обидуваме сега да го пронајдеме начинот и патот до екуменизмот, до неоекуменизмот, помирување на исламот и христијанството. Професори од Украина и Русија деновиве во Струга заедно со научници од цела Европа дебатираат како религијата да биде фактор за мир. Ние добивме 12 професори од Украина. Успеавме преку украинската амбасада, преку една бизнис компанија да ги донесеме и тоа, она што се вика, сме солидарни, не плаќаат ништо. Многу ми е мило. Сите тие ќе зборуваат за конфликтот во Украина и она се што се случува со Русија. Јас исто во воведното излагање ќе зборувам, ќе се судрим, имаме од Русија луѓе, представници. Професорите со своите научни трудови ќе се обидат да изнајдат решенија преку идеи и пораки, кои ќе им ги понудат на политичката елита, да придонесат за крај на крвавиот конфликт во Украина. Во организација на Интернационалната полициска асоциација, секција Македонија и ИПА регионот од Охрид од 17 до 19 јуни во Охрид ќе се одржи 27-та медитеранска конференција на ИПА национални секции. Темата на годишната конференција е предизвиците во секојдневното полициско работење, физичка, ментална и правна заштита. Своето учество го потврдиле високи делегации од 16 држави, членови на управниот одбор на светската ИПА организација, меѓу кои подпредседателот Кириакос Каракалис, делегации од 4 избратимени региони од соседството, представници на Македонскиот полициски синдикат, ИПА членови и поддржувачи. Нов Миса маркет во Видобишта. Компанијата ја има девизата "Пазарете со мерак и уживајте во пазарењето", односно задоволни купувачи и вработени. Нудат квалитетни производи по достапни цени од љубезни трговци. Се отвори нов маркет од струшката компанија Миса во Охрид. Ова е 7-ми објект 5 во Струга, а 2 во Охрид. Маркетот е на површина од 450 метри квадратни и е лоциран во населбата Видобишта. Населбата има потенцијал и потреба од ваков маркет, а ние ќе се потрудиме да ги исполниме желбите на купувачите со квалитет, асортиман и услуга, напоменува Васил Миса, еден од собствениците на Миса маркети. Излегува од традиционалните маркети, месара заедно со местната индустрија Римес, пецива, нормално тука и леп, и точе заедно со зеленчук и овошје од свежата програма, че имаме понуда плюс. Нормално тука планираме во понатамошното работење и потребите на купувачите во околината да ја збогатиме и понатака, да го збогатиме асортиманот и да излеземе од монотоноста која се нуди секаде по маркетите. Успешната формула во работата на Миса маркетите не е само во врниот асортиман кој им го нудат на купувачите, туку и во грижата кон нивните вработени. Нивната девиза е задоволни вработени и купувачи. Асортиманот ни е еден од фаворитите за во нашето работење, нормално и нашето лого "Пазарете со мерак" и уживајте во пазарењето, услугата и нашиот фокус е да пред се имаме задоволни купувачи, а за да имаме задоволни купувачи треба да имаме и задоволни вработени, кои ќе ги вршат сите тие услуги. Без задоволни наши вработени не може да имаме задоволни купувачи. Од компанијата МКБ Миса велат растеме контролирано и континуирано. Во новиот маркет во Видобишта се вработени 20 на продавачи кои ќе им се на располагање на купувачите. Во сите 7 маркети на компанијата Миса се ангажирани околу 150 вработени. Синоќа околу 2 часот и 30 минути по полноќ во СВР Охрид е пријавено дека на магистралниот пат Охрид-Кичево помеѓу селата Климештани и Ботун, општина Деберца, случајна е сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило БМВ со струшки регистарски ознаки. Управувано од 21-годишниот ММ од Струга и патничко возило Ауди со охридски регистарски ознаки управувано од 62-годишниот ДД од селото Ботун. Од здобиените повреди на место починал ДД од Ботум, а ММ се здобил со телесни повреди, констатирани во општата болница во Охрид. Обид на местото на настанот извршила екипа на СВР Охрид и јавен обвинител по чија наредба врз телото на починатиот ќе биде извршена обдукција. Вестите од светот се во продолжение.
Двајца полицајци и еден осомничен се убиени во престрелка во градот Ел Монте, соопштија властите во Американската сојузна држава Калифорнија. Според соопштението, полицајците биле застрелани на должност додека одговарале на дојавата за можна убодна рана во вторникот вечерта. Двајцата полицајци се префрлени во медицинскиот центар каде што оздобиените повреди починале. Осомничениот за пукањето, неидентификуван маж, исто така е убиен за време на размена на оган, соопшти канцеларијата на шерифот на округот Лос Анџелес. Имињата на убиените не се објавени, а полицијата на округот Лос Анџелес го истражува инцидентот. Вооруженото насилство во САД е под лупа на минатомесечното пукање во основното училиште во Тексас, во кое загинаа 19 деца и двајца наставници, како и пукањето во супермаркет во Бафало, Њујорк, во кое што загинаа 10 лица, што предизвика нови иницијативи во Американскиот конгрес за да се донесат построги федерални закони за контрола на оружјето. Украинските сили претрпуваат големи загуби во борбите против руските војници и во градот Северно Донецк и во регионот Харков, објави Ројтерс, цитирајќи изјавата на украинскиот председател Володомир Зеленски. Во своето вечерно обраќање тој исто така рече дека на Украина во моментов е потребно модерно противракетно оружје, додавајќи дека не може да има оправдување за земите партнери да го одложат снабдувањето. Некои руски проектили ја избегнаа одбраната и нанесоа жртви, рече Зеленски. Украина соопшти дека нејзините сили се уште се обидуваат да ги евакуираат цивилите од Северно Донецк, откако Русија го уништи последниот мост во градот. Украина исто така трпи болни загуби во регионот Харков, источно од Киев, каде Русија се обидува да ја зајакне својата позиција, откако неодамна беше одбиена, рече Зеленски. Летовите од и кон Швајцарија утрово беа одложени за неколку часа, а швајцарскиот воздушен простор беше затворен поради компјутерска грешка во сервисот за контрола на воздушниот сообраќај SkyGuide. Раните летови од Женева и Цирих беа стопирани, но од Женевскиот аеродром кажаа дека постепено продолжуваат. Проблемот се почувствувал и на Скопскиот аеродром, каде што имало одложувања на летови до 2 часа. Компјутерската грешка во меѓувреме била отстранета, а швајцарскиот воздушен простор повторно бил отворен во 8 часот. Сајтот за следење летови, Flight Radar, објави снимка на која се гледа значителна празнина во летови над Швајцарија утрово. Светската здравствена организација информираше дека од почетокот годинава мајмунските сипаници се потврдени кај 1600 лица, а постојат сомнежи за уште 1500 случаи во 39 земји. Директорот на Светската здравствена организација Гебрејесус рече дека мајмунските сипаници се присутни со години во 7 од тие земји, додека останатите 32 држави се погодени сега. Според информациите, регистрирани се 72 смртни случаи од претходно погодените земји, додека онаму каде што мајмунските сипаници се појавиле неодамна нема пријавено смртни случаи. Гебрејесус оцени дека глобалната појава на мајмунските сипаници е необична и загрижувачка. СЗО не препорачува масовна вакцинација против мајмунски сипаници. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!